Добро вечер до вас, почитувани гледачи. Оваа вечер ќе разговараме за она што со себе го носи Законот за домување. Да напоменам дека во општина Велес, според податоците со кои што ние располагаме, има 254 колективни живеалишта. Според последните информации добиени од локалната самоуправа, уште 77 немаат управител. Кој закон го кршат овие станари на 77-те колективни згради и зашто е потребно да има управители? Оваа вечер ќе разговарам со Раким Маловски. Тој е председател на Регулаторната комисија за домување. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Кога ќе се спомене регулаторна комисија, најнапред се мисли на она што сите ние ја знаеме за енергетика, но регулаторна комисија за домување. Да започнеме да ни ја представите институцијата од која што доаѓате. Вака. Регулаторната комисија за домување почна со својата работа од 2010 година со самото донесување на Законот за домување, тој истиот беше донесен од 2009 година, а почна да се применува од 2010. Што значи од 2010 до денес Регулаторната комисија за домување постои и успешно ја извршува својата работа. Што се однесува до Законот за домување, со овој закон пред се фатени колективните стамбени згради, но покрај овие колективни стамбени згради има и друг тип на згради кои што исто така се офатени, односно се поделени во три групи, што значи имаме деловно стамбени згради, стамбено деловни згради и овие колективни стамбени згради. Деловно стамбени згради се оние згради кои што покрај стамбениот простор што е наменет за колективно живење имаат и деловни простори. Но овие деловни простори офаќаат повеќе од 51% во зградата и затоа се наречени во однос на стамбените згради, во однос на стамбените делови што се во зградата, и затоа се наречени деловно стамбени згради. Додека пак стамбено-деловните згради тогаш обратна ситуацијата, што значи 51% офаќаат стамбените простори во однос на деловните простори кои што се наоѓаат во самата зграда, и на крај третата група, односно оние стамбени згради кои што се исклучиво наменети само за домување. Што значи овие три видови на објекти се офатени со Законот за домување. Предпоставувам дека сите три се различни, дека сите три имаат различни поидомни точки. Ајде да ги објасниме една по една. Без разлика дали се станува збор за деловна стамбена зграда или стамбено-деловна зграда или за само стамбена зграда, сите се опфатени со Законот за домување, што значи дека сите одредби кои што се дадени во Законот за домување, како станарите, така и управителите треба да ги почитуваат. Што значи, прво и поидовна основа е тоа што секоја зграда треба да има управител или пак да има регистрирано заедница на собственици, што значи изборот останува на самите станари во зградата да се определат или за управител или пак за заедница на собственици. Што значи може да изберат тие зашто кој ќе ги управува во еднина според Законот за домување. Предпоставувам дека статистиката тука е немилосредна и таа покажува зашто повеќе се одлучуваат граѓаните. Така. Во почетокот од самата примена на Законот за домување најпрво имаше многу поголем наплив на регистрирани заедници на собственици отколку на управители. Така да со текот на времето, почнувајќи од 2010, 2011 и 2012, кога регистрираните заедници на собственици има нагорна линија, односно трендот одеше само се зголемува од година во година, почнувајќи од 2013-2014 почна тој тренд да се намалува и дури да се бришат самите заедници на собственици. Од која причина ќе образложам. Вака, управителите се правни лица, што значи тие за да управуваат со стамбени згради треба да имат лиценца. Таа лиценца се зема кај нас во Регулаторна комисија за домување. И овие управители, правни лица кои што имат таква лиценца, може да управуваат со повеќе згради на ниво на цела територија на Република Македонија. Додека пак заедниците на собственици може да управуваат само со таа зграда за која што се регистрирани. Не може една заедница на собственици, што е регистрирана во една зграда, да управува и со друга зграда. Што значи само за таа зграда може да управува.
Сега зошто дојде, како го гледаме, зошто почна граѓаниве да се определуваат повеќе за управител отколку за заедници на собственици. Од едноставна причина што во почетокот сите мислеа дека подобро да не плаќат дополнителни трошоци за управувачки работи на управителот, затоа што ако управува правно лице, лиценциран управител, ќе треба покрај оние тековни трошоци да му плаќат и за управување. Но кога дојде, затоа што за жал во секоја зграда има по некој од станарите се наоѓа понекогаш, не понекогаш, него скоро во секоја зграда има некој кој што не сака да ги подмири своите обврски за тековно одржување и да плаќа и за резервен фонд во зградата. Сега кога пошто со законот за домување има таква можност да сите мора рамноправно да плаќат и се опфатени мора да ги подмират своите обврски. Сега овие заедници на собственици фактички се луѓе кои што живеат во самата зграда, како што кажав на почетокот, дека тие само управуваат со таа зграда за која што се регистрирани. И сега кога ќе дојде моментот присилно да му наплатат на својот сосед кој што живее во истата зграда и доаѓаше до недоразбирање меѓу самите станари и така да не многу им беше потешко да му присилно наплатат затоа што се гледа секој ден. И од тие причини повеќето почна веќе да се откажуваат од заедници на собственици. Јас не викам дека се уште има регистрирани кај што има слога во станарите, во зградите кај што живеат, ти се уште си функционираат и си работат, но таму кај што има вакви проблеми, најчесто ова е основниот проблем кој што се понатаму се определуваат за управител, затоа што управителот е правно лице, лиценциран управител, има лиценца за работа и он не живее во таа зграда и многу му е полесно да даде помена за наплата на долгот, па на нотар да се изврши таа наплата, ако не, пак и понатаму должникот станар, собственикот на стан, понатаму не го подмири долго, тогаш се оди на извршител, каде што трошоците тогаш многу повеќе се зголемуваат, затоа што вообичаено сметките за домување во зависност од типот на зградата, дали станува за нова зграда или некоја постара зграда, се различни. Дали во зградата има лифт, дали има пупни станици и трошоците така се балансирани. Например, трошоците вака округло, да кажеме, еден износ се движат од 250, 350 до 400, 500 денари. Има згради, да кажеме, каде што овие трошоци се поголеми, но станарите сами се одлучуваат за тоа, затоа што тие си ангажираат дополнителна фирма за обезбедување на зградата, да кажеме, тоа се зголемува. Понатаму може да побарат од управителот осигурување да плаќа за стамбените посебни единици кои што живеат и така натаму. Се тоа зависи од одлуката на самите станари и износот на сметките за домување, што значи сите тука што спаѓаат за тековно одржување на зградата и за резервниот фонд, се определува точно од самите станари и од типот на зградата. Господине Маловски, што со оние стамбени згради кои што немаат ниту управител, ниту пак имаат заедница на собственици? Така. Оние стамбени згради кои што немаат управител, ниту пак имаат регистрирана заедница на собственици, има две можности. Што значи? Првата можност е тоа што инспекторот за домување, кој што е надлежен да врши инспекцијски надзор, ќе може да поднесе предлог барање до основниот суд, на општински надлежен суд, за определување на управител по службена должност. Што значи судот во вонпарнична постапка ќе му определи управител по службена должност. Што значи ако тие немат, тоа може да го направи инспекторот со поднесување на барање во судот. Истото, втората можност е самите, ако веќе има случаи, да кажеме, каде што и станарите сами не сакат или не може да се договорат дали да ќе бидат управени од управител или пак од заедница на собственици. Не може да донесат одлука со мнозинство меѓу себе или па едноставно ќе се договорат, не сакаме, ќе си тераме понатаму, што не е во ред. Што значи во такви случаи кога не може да донесат одлука или пак немат ни заедница, како што кажавте, ни заедница на собственици, ни управител, тогаш втората можност е некој од станарите може слободно да се поднесе барање, како што го прави тој инспекторот за домување, може да го направи секој од собствениците на посебните долови, тој собственик на стан, да поднесе барање до надлежниот суд, кој што понатаму во парнична постапка ќе му определи управител по службена
должност. Имаме вакви случаеви, некој искористил оваа можност? Не од инспекторите, затоа што нив тоа име нели службена обврска. Може би некој станар? Вакви случаеви кога ќе спомнете меѓу граѓаните, односно станарите кои што живеат во стамбени згради, дека треба да се направи, дека трошоците се многу поголеми затоа што ќе треба да плаќат покрај она што ќе се да определат управители или заедница на собственици, ќе треба да плаќат и дополнителни трошоци од судот. Кој ќе дојде до тоа, тие веќе се публикуваат и се донесуваат одлука да треба да се направи. Но инспекцијскиот надзор е многу битен во оваа алка затоа што општинските инспектори за домување тоа можат да им најпрви не далеко од тоа да почне да санкционира, што значи он има право да санкционира како заедница на собственици, така лиценциран управител, но има право да санкционира и собственици на посебни делови. Што значи има ставки во Законот за домување според кои може он да постапува и да им укаже дека според Законот за домување треба да назначат управител, односно или да регистрират заедница на собственици или да се одберат управител. Што доколку станарите не се задоволни од работата на лиценцираните управители? Вака, без разлика дали зградата е управувана од страна на лицензиран управител или заедница на собственици, ако станарите не се задоволни со работењето, со управувањето на зградата, тие во секој време можат да го раскинат договорот за управувачки услуги со лиценцираниот управител, каде што тој договор понатаму ќе треба да изберат нов или пак ако се определат понатаму да се регистрират заедница на собственици, што значи правото е на самите станари. Многу е битно кога се склучува тој договор за управувачки услуги, се со цел да се надминат ваквите проблеми, да се надминат, да кажеме, во договорот, ако се договориле станарите, односно 51%, мнозинството гласови на станари, се договориле дека во текот на неделата треба 2 пати да доаѓа чистачка за чистење на зградата, или ако има зградата лифт, дека месечно мора обавезно, тоа е и законска обврска, лифтот да секој месец да има сервисирање, а додека пак во текот на една година лифтот треба да се има документи за негова техничка исправност. Ако во случај во зградата има лифт, во случај ако нема, таквите трошоци се помали. Што значи се она што го бараат од управителот треба да стои во договорот за управувачки услуги. Што значи мора да ги почитуваат како станарите тој договор за управувачки услуги, исто така треба да го почитуваат и самите управители, односно и заедницата на собственици. Ако биде во случај да биде зградата управувана од страна на заедница на собственици. Многу е битно, има случаи, ова од искуство го кажувам, има случаи каде што некој управител за некоја стамбена зграда наплатува за управувачки трошоци, тоа е онај трошок што фактички представува приход за самиот управител, затоа што он управува со зградата и он мора да има некој надомест да добива од секој станар. Сега, некој управител во некоја зграда, претежно станарите, вика, овој управител за управувачки услуги ни наплаќа од секој стан по 70 денари, а не друг управител наплаќа по 50, некој по 100 и така натаму. Што значи тоа е работа на самите станари, каква одлука ќе донесат и работа на меѓусебно договарање помеѓу мнозинството станари во зградата и управителот. Што значи многу е битно сите овие ставки што ги бараат станарите од управителот да ги стават во договорот и истите понатаму да се почитуваат. Пак, ако дојде во тој случај до незадоволство, имаат право да го раскинат договорот и понатаму да се изберат нов управител, да донесат одлука за раскинување на тој договор, а потоа да донесат одлука за избор на нов управител. Велиме лиценцирани управители. Што се е потребно за еден човек да стане лиценциран управител? Така. Пред се треба да е правно лице со најмалку 3 вработени, од кои што едното лице од нив треба да има завршено високо образование, тоест да има завршен економски факултет или правен факултет, додека другите две лица да бидат со средно образование.
Понатаму ова е значи првиот услов кој што треба да биде исполнет. Понатаму треба да на своја тековната состојба од тоа правно лице треба да има износ од 5000 во денарска противвредност при доставувањето на барањето за лиценца, кои што овие 5000 евра во почетокот не беа, но потоа ги направивме промена на законот на предлог на регулаторната комисија за домување, од простата причина што самите управители, кога доаѓа до пресметка на тековните трошоци, односно онај редовен фонд и резервен фонд во зградата што треба да плаќат, да кажеме оние станари кои што не го подмириле својот долг, управителот како управител, да кажеме, ако за трошоците за тековно одржување на зградата изнесуваат определен износ, но некој од станарите не го платил, тој износ треба да го подели на самите станари, но тие што не го платиле да може он да го подмори тој трошок и во иднина, ако и понатаму не продолжи да плаќа станарот, он има правно средство, што значи ќе му прати опомена, и понатаму ако не плаќа станарот, може на нотар да го даде, па потоа на извршител и на тој начин ќе си ги поврати средствата. Од тие причини мора да има и таков основен влог од 5000 евра во денарска противвредност. Што значи условите за добивање на лиценца се минимални. Тоа се тие услови и откако ќе поднесат тоа барање кај нас, регулаторната комисија го разгледува, донесува решение и откако ќе го донесе регулаторната комисија решение дека правното лице ги исполнува условите за добивање на лиценца, тогаш во денарска противвредност треба да уплати 150 евра. Да. Сметка од регулаторната и тогаш тоа се условите и ја добива лиценцата за управа. Лиценцата е важечка определен временски период, треба да се обновува, постојано треба да се едуцираат, нешто да се доедуцираат лиценцираните управители? Секако. Лиценцата е со важност од 5 години. По изминување на овој временски период, управителот поднесува барање за продолжување на лиценцата, и што значи тогаш постапката е иста како и добивање на лиценца, прво добивање, што значи се уплаќа пак 150 евра на денарска противвредност и исто да ги има, односно овие услови првите што ги кажав, што значи тројца вработени со еден со високо образование, правен или економски факултет и двајцата вработени со средно образование, тоа се константно треба да го има, затоа што регулаторната комисија покрај тоа што издава лиценци, таа исто така и одзема лиценци, ако види дека е нарушен некој од овие услови при добивање на лиценца, при добивањето на лиценца. Кога станува збор за инспекторскиот надзор, колку локалните самоуправи имаат инспектори за домување? Така. Инспекцијскиот надзор според законот за домување го имаат општинските инспектори за домување. Што значи сите општини треба се обврзани со законот за домување да назначат инспектор за домување. Но да кажеме, за жал, во Република Македонија има и општини кои што не имаат стамбени згради, што значи се помали општини. Има и такви. Тие општини не се, пошто немаат стамбени колективни згради за живење, тие и не мора да назначат инспектор за домување затоа што немаат на што да вршат инспекцијски надзор. Но сите они општини кои што имаат стамбени колективни згради за колективно живење, тие треба да назначат инспектор за домување. Но тука ние не застануваме затоа што не е доволно само да се назначи инспектор за домување. Општините да назначат, што е законска обврска на општините според законот за домување. Овие инспектори за домување имаат една проблематика што значи многу опиплива и во директна комуникација со самите станари, што значи тие мора да излезат на терен. Затоа што секако дека крајна цел на секоја општина е да обезбеди за своите граѓани квалитетно стамбено живење во зградите, да излезат на терен. Така да, еве како што спомнавте во најавата, има 77 згради во општина Велес кои што се уште немаат определено нити лиценциран управител, нити пак заедница на собственици. Што значи тоа може да го направат инспекторите за домување или пак некој од станарите да поднесе во вонпарнична постапка до судот да ме определи по службена должност. Но секако кога и да е, ти ќе треба да определи, затоа што не може некој од станарите да плаќа, а некој да не плаќа.
трошоци, односно да не плаќа сметки за тековно и редовно одржување и за резервниот фонд. Затоа што исто како и во индивидуалните куќи, и стамбените згради на некој начин се истото. Мора да се вложува во зависност од староста на зградата, ќе дојде нешто да се реновира, да се реконструира во зградата, да кажеме кровната конструкција со текот на времето попушта и така натаму. Мора да се одржува. Они сите заеднички простори кои што се наоѓаат во зградата, исто така и заеднички инсталации. Може да се случи во некои од зградите да дојде до промена некоја заедничка инсталација, да кажеме канализациона одводна цевка. Па ако немаат управител или заедница на собствениците, многу потешко ќе може да ја спроведат таквата работа отколку кога би имале управител или па би имале регистрирана заедница на собственици која што управува со таа зграда. И тогаш во таквите случаеви станарите ќе видат бенефитот од самиот закон за домување. Досега пред донесувањето на овој закон за домување немаше никаква законска можност на некој што не сака да плаќа, а да му наплатиш за некоја заедничка работа што се однесува во стамбената зграда. Господин Маловски, од вашиот одговор на претходното прашање се наметнува и ова следново. Бенефитите од работата на лиценцираните управители или пак на заедниците на собственици се повеќе ќе ги чувствуваат собствениците во стамбените згради кога ќе треба нешто големо да се направи. Во Велес во последно време можеме да забележиме дека многу колективни живеалишта ги менуваат своите фасади. Скоро сите имаат нови влезни врати, многу посигурни од претходните. Значи се работи на зголемување на безбедност и на енергетската ефикасност. Така. Тука се чувствуваат токму оние бенефити од законот за домување, што значи самите собственици на посебни делови, односно собственици на станови, од нив зависи како ќе живеат во својата зграда. Ако зградата треба да се направи фасада, има можности каде што се договарат со управителот, ќе побара услуги од некој трето лице, да кажеме, кој што ќе изведе таа работа, односно во такви случаи кога станува збор за некоја поголема инвестиција околу вложувањето и одржувањето на зградата, тогаш треба да има повеќе од 2 понуди кои што ти ќе им го презентира на самите собственици на посебни делови, односно ќе им го презентира на советот на станари кои што ќе донесат одлука која од тие понуди ќе ја прифатат. Што значи може да се направи фасада, како што кажавте, да се замени влезна врата, да се одржува кругот околу зградата, лифтот, ако веќе од некој од постарите лифтови ќе треба да се замени и така натаму. Што значи многу е битно управителот да при вакви поголеми инвестиции во зградата да им понуди на станарите повеќе од 2 понуди. Што значи 3, 4, 5 во зависност од тоа кои фирми, која поевтино и која да ја донеси одлуката, самите станари да ја донесат таквата одлука, а не управител, што значи управителот е должен или пак исто се однесува за заедницата на собственици. Заедницата на собственици и управителот се должни да ги доследно да ги спроведуваат оние одлуки кои што се донесени на советот на станари со мнозинство од гласови од 51%. Што значи ако во зградата има 40 стана, што значи 21 глас треба да надминува онај процент за секоја одлука која што ќе треба да се донесе и да ја спроведе управителот онака како што ја донесли самите станари. На запад во многу колективни живеалишта има просторија за управителот. Кај нас не е таква состојбата. Но каде ги одржуваат тие состаноци? Дали управителот е должен да има просторија или пак во самата зграда? Според законот за домување, управителот не е должен да има просторија, па за да може, но се собираат на огласна табла, ќе истакне за кој ден ќе свика управителот совет на станари за секоја одлука
или при изборот на управител или за некоја дополнителна одлука која што се однесува за самата зграда, ќе истакне на огласна табла и ќе се соберат, ако има во зградата заедничка просторија, во ред, ако не, ќе изнајдат некој простор околу зградата или во зависност од зградата. Некои згради, овие сегашни по современи што ги прават, имат и такви заеднички простори кои што може да ги користат сите останалите, имат заеднички сушални, перални и така натаму, се во зависност од тоа за каков тип на зграда станува збор. И на самиот крај, ако слушнавме кој правно лице може да добие лиценца, колкав е бројот на лиценцирани управители во Република Македонија и дали се уште има простор за економско опстојување на ваквите лиценцирани управители во Република Македонија? Така. За жал, во Велес ниту едно правно лице досега нема поднесено барање за добивање лиценца до регулаторна комисија за домување. Како е состојбата во другите општини кои што ние ги покриваме, од Демиркапија до Свети Никола? Исто така за целите сите овие општини кои што ги наброивте што се во окружувањето на општината Велес, ниту една лиценца нема, ни едно правно лице поднесено барање до регулаторно. Еве сега ги ухрабруваме затоа што пазарот на овие лиценцирани управители е широк на ниво на Македонија, што значи не мора да значи дека тие ќе работат само ќе можат да работат во Велес и околните општини, туку можат во било кој град на Република Македонија да склучуваат договори со стамбените згради или деловно стамбени или стамбено деловни згради, сите оние кои што се офатени со законот за домување, што значи има простор. А на ниво на Република Македонија ме прашавте колку лиценци се добиени, досега некаде се добиени 58 лиценци за домување, од кои што 11 се веќе земени, затоа што напоменавме дека ако со текот на времето некои од управителите не се поддржува на оние услови кои што се потребни за добивање на лиценци, пошто регулаторната комисија прави периодични контроли на управителите, тогаш може и да им го одземе лиценцата, што значи има простор, можат да поднесат барање, условите за добивање на лиценца се минималистички, што значи нема некои посебни поголеми услови за добивање на такви лиценци. Како може да ве контактираат сите оние кои што сметаат дека имаат потреба од регулаторната комисија за домување? Така. Исто така, до регулаторната комисија според последниот извештај кој што пошто регулаторната комисија има законска обврска 2 пати годишно да ставува извештај за своето работење до Собранието на Република Македонија. Последниот извештај се однесуваше од месец јули до декември, што значи второто 6 месечие. Некаде 200 предмети пристигнуваат како од управители, така од собственици на посебни делови, исто така и од заедници на собственици. Во почетокот овие предмети беа многу поголеми, многу повеќе, помногубројни, но веќе сега увидува дека има бенефит од законот за домување, увидува дека како можат да се решаваат проблемите и ги научија според законот за домување што значи да биде управувана зградата или од управител или од лиценциран управител, или од регистрирана заедница на собственици. Што значи управителите можат, односно правните лица, тоа пошто се наоѓаме во општина Велес, како поголема општина од ова положение, пошто нема добиена ниту една лиценца, може да поднесат, може да се информират на нашата веб страница www.rkd.gov.mk, може да писмено да не контактираат како управителите, посебно така исто заедниците на собственици, а исто така можат да не контактираат и самите собственици на посебни делови, на станови. Исто така можат да контактираат и телефонски, преку мејл, преку пошта, што значи веќе достапни сме 24/7, како се
едноставно мислам одговараме на сите повици, на сите проблеми. Во случај ако проблемот се однесува е во наша надлежност како регулаторна комисија за домување, ние постапуваме по истиот. Во случај па ако се однесува на некој за нешто што не е во наша надлежност, тога ги упатуваме како станарите, така и управителите и заедниците на собственици како да се надмени тој проблем. Господине Маловски, јас ви благодарам што оваа вечер одвоивте дел од вашето слободно време и бевте гости во нашата телевизија се со цел да ја промовираме работата на Комисијата за домување, но и предностите кои што ги имаат оние кои што живеат во колективни живеалишта од овој закон. Да напоменеме уште еднаш вашиот апел до правните лица во општина Велес дека се уште немаме лиценциран управител, а имаме 77 колективни живеалишта кои што немаат управители, нити пак имаат регистрирано заедница на стопанственици. Така, има простор значи за работа, може па некои дури од овие што веќе имаат управители па без разлика или регистрирале заедница на собственици ќе се откажат од незадоволство, значи има простор и затоа ги охрабруваме сите правни лица да поднесат барање до регулаторната комисија, да ги исполнат условите и да добијат лиценца и да можат да си работат понатаму непречено. Почитувани гледачи, јас ви благодарам и вас за тоа што и оваа вечер бевте заедно со нас со програмата на регионалната К1 телевизија.